Јас сум вака родена, тоа не е мој избор. Меѓутоа, како општеството одговара на тоа, тоа е вистинската попреченост. Ова е само состојба која што може да се поправи и оправи и да биде прилагодлива. Се поистоветувам со птиците затоа што им заблазнувам, тоа е поетички назив за не е тоа завидување, туку би посакали вам да ви се случи тоа во смисло лекост на движењето, слободата, затоа што јас тоа ајде да речеме дури и го немам почувствувано или го имам почувствувано само во миг-два. И имам едно хаику исто вели сакам да стојам со расширени раце сред класија жито. Значи, затоа што оде во редовно училиште, не ми следува, оти ме смета за, условно кажано, здраво дете. Ако може да оди во нормално училиште, значи е здраво и нема потреба од никаква помош, што во тоа време, ќе кажам, значи пак ова се случува пред 20-25 години, беше нонсенс, затоа што јас имав и повеќе трошоци, трошиш чевли, трошиш облека, помагала, значи бензин за на секој час моите да ме разнесуваат од училница во училница и редица други трошоци, настрана што јас сум морала да ги имам од нормалните деца. Иако цел живот јас се подготвував за ова. Меѓутоа, некако ме фати неподготвена. Затоа што дури во моментот кога татко ми исто ненадено почина, го загубивме само за месец и пол од агресивен тип на мозочен тумор. И ми беше и моите раце, и нозе, и срце, и душа, значи ние се разбиравме со поглед, до толку бевме поврзани и сите мислеа дека токму тогаш јас ќе паднам и духовно и се. Не, меѓутоа сега ова некако толку тешко го доживеав, затоа што не можам да ја помогнам. Значи таа е тотално свесна, зборува, меѓутоа е тотално парализирана. Имајќи в предвид колку тие родители направиле за мене, јас освен телефонот во рака, освен некој добар позитивен збор дека се ќе биде добро, не можам ништо повеќе да направам за неа, а знам колку пак таа ме мисли како јас се снаоѓам сега сама по дома. Зградата е градена во доцните 80 и некоја година. Добие некако општествен стан кога јас сум била многу малечка со големина на маче, земи ме во раце, носи ме и никој не мислел што ќе биде после многу години. Порано ми беа вежба на некој начин, меѓутоа сега кога немам редовна помош, тоа ми се и такако голем напор, од јас се правам на мускули, не правам од мозокот. Мозокот не функционира најдобро, има нели тоа локомоторно оштетување. И ми помагаат случајните минувачи затоа што не сакам да ги оптоварувам ни соседите, едноставно кој прв поминува да се симне за на работа, тој кој на друм тој кум се вели по нашки, по старите поговорки, и се снаоѓам. Мојава одолка со која што сега дојдов е стара повеќе од 30 години, варена е не знае колку пати,
и е многу специфична од аспект што лесно се транспортира, има лесен од цврст материјал со кој што јас можам да се изборам, да го кренам на некој тротоар, на нешто слично, а оние што не се увезени, што ги имаме достапни, се од некое неквалитетно кинеско потекло, се многу тешки, не може ни да им се направи. И дури од тие своји потреби јас се обидував на некој начин да замолам да се направи некоја реплика, да се направи некој нов модел, што успеавме да стигнеме до негде, меѓутоа тој патент што ќе треба да се направи, ќе биде со многу минимални преправки, да биде многу корисно. Меѓутоа тоа треба да биде слушнато негде. Тоа значи менување на комплетниот имунитетен систем. Трае 3 години комплетниот процес со сите 8-12 апликации зависно од потребата, нели? На секои 3 до 4 месеца се врши нова апликација. И за разлика од многу што успеа од Македонија да соберат некои средства и да отидат таму и што одат систем третман на третман, јас никогаш ниту се нафатив, ниту не би можела да се нафатам да одам, а да не знам дека ги имам обезбедено сите можни средства, затоа што еден најмал грип може да биде фатален во таква смисла. Треба индивидуален пристап, затоа што тој закон пише на хартија, не знае колку искра се труди. Не знае зошто таа искра одела во редовно училиште. Не знае искра зошто се бори да оди на работа, да постигне, да направи добри проекти, затоа што осетила на своја кожа како е нештото да не чини или што може подобро да се направи во таа смисла или што јас се жртвувам. За сметка на тоа сум можела да останам меѓу 4 ѕида и да речем па добро, не ќе додам на работа, еве они и така ќе ми даваат помошти парички што сега ми се укинати. Значи ќе си седам и мирна сум си. Треба да се воспостави еден систем кој што е индивидуален, кој што ќе ги надгледнува индивидуалните потреби на единката за да биде функционална во просторот во кој што живее. Затоа што сега можеби ми следуваат, не знам, и колички, и помагала и така натака. Меѓутоа, јас со моите потреби имам потреба од чевли, имам потреба од витамини, имам потреба од бања, кое што апсурдо да биде поголем ми е дозволено, меѓутоа без придружник. Како јас ќе одам? Стивен Хокинг каков ум бил, значи не е некое мерило. Заслужуваме да ја добиеме таа шанса, заслужуваме да бидеме инклузирани во сите нормални текови, училишта, работа и слично, затоа што ако ништо друго, не само што ќе се избориме за себе си, ќе им бидеме инспирација и за другите. Дека не се најголеми проблеми да си ги налакираш ноктите, дека не треба да чекаме месен обесен од маме и тато. Јас сум барем така воспитана и едноставно на луѓето, на сите што не обкружуваат, би им кажала дека не сме со ништо заразни.